Пензионерите изразија целосна поддршка за измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Денешната средба со министерот за труд и социјална политика, пензионерите ја оценија како многу квалитетна, а соработката како и повеќе од потребна. Само со продолжување на таа соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Фондот за ПИОМ, ние можеме да очекуваме поголема реализација на националната стратегија за стари лица, која знаете од 2010 до 2020 година, а за тоа ќе придонесе и новиот закон што е во собраниска процедура за фондот за ПИОМ, односно за пензионерско и инвалидско осигурување. Во оваа прилика би сакал да изразам мојата лична благодарност до Сојузот на Сдруженија на пензионери, кои што дадоа целосна поддршка на измените на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Истовремено беа изнесени дополнителни барања од нивна страна. Јас очекувам ваквите конструктивни состаноци со Сојузот на Сдруженија на пензионери да продолжат и понатака и сите останати барања кои што ги имаат и идеи по однос на нови законски решенија, ние доследно ќе ги разгледаме, ќе ги разговараме и верувам дека ќе се подобри целокупната состојба во делот на заштита и изгрижување на нивните генерално остварување на нивните права. Со новиот текст на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој е во собраниска процедура, се утврдува учеството на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите во управувањето на фондот на ПИОМ. Се предлага во управниот одбор задолжително да има еден представник на пензионерите. Така, покрај транспарентност во донесувањето на одлуките, ќе се обезбеди иницирање на проекти од интерес на 280.000 пензионери.